Сомнежите за корупција поврзана со работењето на дискотеката Пулс и телефонските комуникации на младиот газда, кој од неговите пораки произлегува дека фаќал врски кај минатата власт за дискотеката да може да работи, се истражуваат во Кочанското обвинителство. Во предистрагата се анализираат докази за повеќе институции, меѓу кои е и УЈП, а дел од доказите што се поврзани со полицајците се предадени на обвинителството за гонење на организиран криминал. На прашање на Алфа, што презема јавното обвинителство по скандалозните објави дека инспекторот УЈП примал подароци и информирал за инспекции, како и евентуалната инволвираност на функционери од претходната власт, оттаму се 10 дни. Во Кучани се уште трае предистрагата не за безбедноста на клубот, туку за евентуална корупција. Објавените пораки се дел од извештај за анализирана комуникација од МВР Биро за јавна безбедност. Јавното обвинителство веќе соопшти дека од почетокот постапува и издава наредби и во однос на други институции и лица. Тие се поврзани со УЈП и проверки за тоа се вршат во Кочани, но не од аспект на безбедноста на клубот, туку евентуално други коруптивни дејствија. Во тој предмет се анализираат и други институции и лица. Инаку, новинарот Бранко Гировски обелудени информации за телефонски комуникации на младиот газда од Кучани, во кои се споменуваат екс-министрите Оливер Спасовски, Благој Бочварски, Бојан Маричик, како и Маринела Тушева и Сања Лукаревска. Тој отвара сомнеш и дилема дали обвинителството под палката на Љупчо Куцевски селективно истражува. Инаку, пред 10 дена беа обелодените документи кои што откриваат како делувале оние кои требале да обезбедат заштита. Инспектори, обвинители, политичари. Првите објави се за пораки меѓу инспектори од пазарниот инспекторат, полицијата и од УЈП со синот на газдата Дејан Јованов Деко, Михајло, доставени од свиркач. Од пораките јасно се гледа подмитување со подароци, дојави за инспекции до дискотеката, како и редовноста на полицајците што често доаѓале како гости. Во актот кој веќе оценет и за кој се чека датум за старт се уфатени 34 луѓе и 3 фирми, сите се обвинети за тешки дела против општата сигурност. Меѓу нив се сопственици на локали, управители, инспектори, градоначалници, членови на обезбедување и државни службеници. За Кочанската трагедија се води уште една истрага против 27 полицајци. Се уште тече рокот за обвинителството за гонење на организиран криминал да поднесе обвинение. За сега неизвестно е што ќе роди третата предистрага во Кучани и дали ќе упфати звучни министерски и директорски имиња од претходната власт, како и инспектори на УЈП.